Епската битка за правда заврши уште незапочната, иако многумина тврдеа дека радикалниот арест бил забранет од Брисел. Ретроспективата на политичкото поведение покажува дека идејата, уште во зародиш, била мртвороденче. Реизбор на сите судии е невозможен, затоа што законот за судии е двотретински. И ВМРО ДПМН сигурно нема да се согласи за реизбор на судиите. Значи, таквото нешто нема да се случи. Такво нешто навистина не се случи, но ветувањата дека ќе настрадаат и коренот, и стеблото, и лисијата на расширената корупција останаат цврсти. И не само тоа, туку на брзина беше подигната нова фиданка која според личните впечатоци само што почнала да расцутува. Го отвори в судството како пупка, буквално целиот овој период од 2,5 години нанесет. Сепак, не само што не беше доволно како флоскула да се додадат 3 букви за да се смени значењето на зборот во основата, туку пупењето, иако звучи вулгарно, продолжи да биде манир на однесување не само во тој, туку и во сите сегменти на општеството, каде одлуките се носат од најпосакуваната кожна фотелја. Ние многу често гледаме политичари, зборуваме сите не политичарите за корупција, борба со корупција, колку многу мразиме корупција и така натака, но молиме Бога да го смениме столчето. Ти да станеш, ја да седнам, а системот да се продолжи. Во таа голема сала на власта протекцијата е на највисоко ниво. Само аналфабети и нереални оптимисти може да очекуваат дека нешто ќе се изфилтрира и ќе помине низ каналот за прочистување. Дури ако такво нешто се случи, на помош се вика пријател. Судството ви е заштитната мрежа на акробатите во циркус. Така. Ако таа заштитна мрежа е корумпирана, односно нестабилно, има дупки во незе, Акробатот ќе тресте на Таа мрежа е ситно исплетена и низ неа може да продрат само инсекти и евентуално по некоја плашица. Крупните риби никако, а би било кловновски наивно да се очекува низ неа да се пробие незаменливиот учесник во секој ансамбл. Дуи е заштитена мечка повеќе од 20 години, од 2002 до сега, ниту еден носител на јавна функција не е на удар на органите на откривање на проблем. Тоа е проблемот со Дуи. И на крајот, кога во намерата да се помогне се гледа со предрасуди и стравување. Баш за намерата, но и околу тајмингот на интервенцијата. тоа е подготовка за спречување на промена на власта, бидејќи се свесни како и да се однесува сегашната опозиција на власт, ќе биде многу потешко со нив да се работи. Затоа што тие прокламираа многу приоритети кои не се во интерес на американците, разбирате? Интерес на сите е во коруптивната мрежа да бидат фатени тие што треба, без оглед кому припаѓаат, а уште помалку кога биле. Важно е само еднаш за секогаш да заминат.